Isplata на субвенциите за предадено млеко за 2022 година, isplata на парите по грлодобиток за дел од фармерите, како и isplata на персоналниот данок за 2 години, побараа денеска пелагониските сточари. Велат дека овие пари им се итно потребни, бидејќи пролетните земјоделски работи веќе се во тек, а тие и без тоа години наназад едва ги одржуваат своите мали стопанства. Во спротивно се закануваат со протести. Ги бараме субвенциите до крајот на месецот да бидат исплатени во целост за 2022 година и да се почни месец за месец како што требаше да течи работата. Сега налагаме да ни се исплатат топтан субвенциите до крајот на овој месец, затоа што ако сега не собериме храна ние, фактички почнува пролетната сејдба, сега треба во овие 2 месеци ние се да посадиме, да собериме, до крајот на мај месец ние треба да имаме таа храна собрано и посадено за да можеме да обстаниме. Ние како постара генерација што сме сточари, младите ни заминуваат и не сака да работат, затоа што нема гаранција во оваа држава. Еве да речеме сега носат одлука за малите телина да нема субвенции до година. Значи тоа ако го скинат и што нашата помлада генерација ќе мисли во оваа иднина. За овие барања одговор побаравме од платежната агенција. Во телефонскиот разговор нејзиниот директор Никица Бачовски за Алфа ни изјави дека во соработка со Агенцијата за храна и ветеринарство во тек била постапката за утврдување на веродостојноста на пријавените грла добиток и дека кај 424 сточари на ниво на Македонија биле утврдени известни неправилности. На дел од нив им бил испратен прекршочен платен налог, а на дел била спроведена едукација. Во Битола имало 76 такви случаи и на 95% од нив им била пропишана мерката едукација. Прво се исплаќа основното стадо, а дури потоа субвенциите за млеко. Откако ќе ги расчистиме сите овие контроли и мерки, ќе пристапиме ко решавање на субвенциите за млеко, ни рече Бачовски, при тоа не прецизирајќи кога точно би се случило тоа.